Денеска имавме бурна тема, присутна ни беше градоначалничката, која сите претходни седници често пати, односно секоја седница беше прозивана да одговори на прашањата кои треба да ги постават советниците. Таа беше денеска присутна. Зошто не го искористивте тоа право и зошто не и поставивте прашања на кои сакавте да добиете одговор? Туку, после нејзиното излагање, не оптеретувате и нас како советници, а и ги оптеретувате и граѓаните. Значи, повторувате едни исти прашања, а кажувате дека нашата реторика била таква. Не. Жалам многу, меѓутоа, не знам колку пати само на денешнава седница беше спомната индустријската зона Жабени, па ние не кажавме ништо лошо, односно моите колеги кажаа дека земјиштето на кое што е изградена индустријската зона Жабени не е квалитетно. Значи подлогата, тоа и другите го забележуваат. Еве и последниот инвеститор кој е заинтересиран за овој дел го потврди тоа. Што е изградено, го прашувам колегата или било кој од советниците од другата страна, дали може да ме каже колку улици се направени во нивно време во Арама? Зошто го поставувате прашањето каде отишле парите, односно, да, ние знаеме каде отишле парите. Отидоа парите во Жабени, отидоа парите во джебови, во парцели на ваши сопартици. Затоа не беа изградени улиците во Арама. А кажете, вие, еве, ви поставувам директно прашање, колку улици вие направивте во Арама? Во однос на училиштата. Моите колеги, колешката Костурска, кажа многу добро. Вие треба да се срамите да зборувате за училиштата. Не знам дали тоа не ви е јасно. Колку сме ние способни? Дали градоначалничката е па срамни зборови се кажани денеска на недолични зборови на овој форум. Значи, советот треба малку да го гледаме на поинаков начин. Значи, да го спазиме дигнитетот. Не можеме ние да се однесуваме како да сме на улица и нашиот разговор како на пазар да биде. Толку многу добри и квалитетни дискусии денеска имаше, за на крајот се да падне во вода во смисла еден советник да ни кажува како се работело во времето на ДПМН. Па 12 години направивте пустош во сите институции, во училишта, во градинки. Затоа споро оди реконструкцијата, меѓутоа факт е и граѓаните не е жално. Напреку ќе го кажат, ќе имаат прилика, а не ние да оценуваме за дали тие СДСМ работело или не работело. Значи, набргу ќе си кажат граѓаните дали се работело и на кој начин се работело. Не можеме ние пред време да ги кажуваме нашите ставови дека па ние граѓаните тоа го знаат. Не сме видовити, ќе кажат самите тие. Лаги, употребени зборови, не знаете, неспособни, не знаете да ги испланирате парите на битолчани. Значи, парите на битолчани не се завршени во туѓите джебови, во сопствените джебови. Тие се на сметката на општина Битола. Се што е направено е транспарентно. Улици. Не се направени улици во овој период. Вие кажувате дека Битола. Да, градот Битола не е општина Битола. Значи, ако се сеќавате на почетокот, беше представен еден круг од кој што ќе се започне да се реализира додека не се затвори. И повторно, во исправец. Значи, секаде, каде е територијата на општина Битола, мора да се инвестира. Пред нас беше денеска завршната сметка на општина Битола.
толку многу работи беа кажани од претходните дискутанти, не би сакала да се повторувам, но навистина жално е што некој сака говорницата секогаш да ја искористи за свој маркетинг. Факт е дека набрзо следат избори и тоа некои советници знаат и да го злоупотребат.